Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Дарко Саздов, член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС. Господине Саздов, добродојавте во студио 10. Добро ве најдов и добар ден за вашите гледачи и за вас. Јас веќе најавив дека ќе разговараме генерално за функционирањето за пензискиот систем, за тоа знаеме дека постојат и државниот и приватни фондови. Тука граѓаните имаат доста прашања кои се уште на некој начин нејасни. Па еве како за почеток, како за влез во разговорот во поглед на пензијата, дали го следиме својот пензиски статус, која е улогата на институциите во заштита на идните пензионери? Така. Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, така позната МАПАС, спроведува голем број на активности со цел да ги запознае нашите граѓани и јавноста за капитално финансирано пензиско осигурување. Од тој аспект организира активности како што се денови за пензиска свесност, финансиска писменост, глобална недела на парите, каде што преку таквите активности изминативе години ги запознаваме граѓаните со потребата од пензиска заштеда, кои им се прават и обврските кои произлегуваат од членството во капитално финансирано пензиско осигурување, како да ги проверуваат своите пензиски заштеди, како се инвестираат тие пензиски заштеди. Она што целта на таа пензиска свесност која ја промовираме е лицата од една страна да се поттикнат за пензиска свесност, да размислуваат за пензиската заштеда за периодот кога ќе одат во пензија. Едноставно да си ги знаат правата и обврските и можностите што произлегуваат во еден тростолбен пензиски систем како што има во нашата држава. Потоа како нивните средства каде се нивните средства. Потоа преку ваквите активности се јакне довербата помеѓу институциите и јавноста. И едноставно сакаме да го намалиме ризикот од сиромаштија во периодот на пензионирање. Со ваквите активности се поттикнуваат членовите и осигурениците активно да размислуваат за својата пензиска заштеда. Од тој аспект, дали ги следат, спроведуваме и анкети, и контакти што ги имаме со членовите. Не можеме да кажеме да генерализираме дека лица, нашата јавност помалку се запознаени, има лица кои се интересираат и се свесни за своите средства во пензиските фондови, но анкетите не само во државата кај нас, туку и на меѓународно ниво покажуваат дека луѓето помалку се интересираат за пензиското осигурување. Од тој аспект исто така се заинтересуваат во моментот кога ќе се приближат до периодот на пензионирање. Тогаш повеќе им се подига свеста дека треба да си ги средат стажот, да си ги видат придонесите, дали се уплаќаат, како се уплаќаат. Така што ова е една активност, ние како агенција идентификуваме неколку аспекти, односно нивоа, градации, како јавноста е запознаена, па тука имаме пензиска информираност, дали јавноста ги знае основните поими за пензиско осигурување, како што е дали е тростолбен, дека имаме тростолбен пензиски систем, што е придонес, што е стаж, какви видови на исплата на пензија има. Потоа имаме пензиска писменост, каде веќе дел од јавноста е запознаена со правата и обврските, дека што произлегува, какви права произлегува од учество во втор пензиски столб, да размислува за планирање за третиот пензиски столб, како доброволно пензиско осигурување. И третиот аспект е она што го викаме пензиска свесност. Пензиската свесност значи активно учество на јавноста и на самиот поединец во своето планирање на пензиската свесност. Така што преку сите вакви активности агенцијата се труди да ја поттикне таа пензиска свесност дека за пензиското осигурување и пензиската заштита треба да се размислува уште со првото вработување.
односно планирање на своите придонеси и во вториот и во третиот пензиски столб, свесност дека се и во првиот пензиски столб, но и дека со таквите активности се потекнуваат институциите за потранспарентно, отчетно информирање за состојбата на членовите, како тие ќе бидат подостапни тие информации, бидејќи секако се работи за финансиски сектор и кој треба да биде постојано достапен и транспарентен. Да, кога зборуваме, еве, вие ги спомнавте трите столба, значи тука е државниот и двата приватни столба, постојат доста и неизвестности кај нас, не само непознавање на материјата кај идните пензионери, па бидејќи еден е тоа во поглед на недовербата кон системот, каде што луѓето влечејќи некакви искуства од порано или од други држави, па не веруваат ниту во државниот фонд, па можеби некогаш и навистина може да се праша, да се доведе тоа и во прашање, бидејќи гледаме дека државниот фонд цело време се полни со дотации од буџетот, тоа е одамна така, нели? Во поглед на приватните фондови, тука се оние стандардни прашања, приватни компании се сепак дали може во иднина да се случи некаков финансиски колапс кај нив, па луѓето да останат без пензии и така натаму. Значи, може да се каже дека цело време лебди некаква неизвестност кај граѓаните во поглед на тоа прашање. Видете, во секоја област на работењето и на животот постојат одредени ризици. Но тие ризици треба со време да ги согледаме и да ги едноставно да го намалиме влијанието на тие ризици. А како ќе ги намалиме тие ризици ако не почнеме подлабински и пошироко да ги гледаме работите. Се разбира дека пензискиот систем е кај нас од пензиски систем со еден столб, што го имавме ние во изминатиот период. Преминавме негде 2002 со анализи и истражувања, преминавме во тростолбен пензиски столб, каде што постоеше и политички консензус и поддршка веќе во континуитет и од академската заедница, а и со меѓународните фактори кои постојано сме под мониторинг, као Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд, како и Европската унија, постојано се следи работата на пензиското осигурување и на трите пензиски столба како функционираат во државата. Така што постојат такви информации кои се провејуваат низ јавноста, но можеби тоа е поради недостаток на информираност од сложеноста на пензискиот систем кој постои во државата, можеби финансиската писменост. Но гледаме на секој аспект да пристапиме до секоја ваква информација, да ја разгледаме со внимание и да ја едноставно да процесираме и да ја разгледаме и да ја решиме едноставно. Пристапуваме на различен начин имаме детектирано разни целни групи на кои треба да им се пристапи и да им се објасни во однос на пензиското осигурување. Имаме тука млади лица кои како што се учениците од средно и од факултетите. Верувам дека голем број на ученици од средно кои задолжително преминуваат после да работат во приватниот или државниот сектор. И тие веднаш што со првото вработување стануваат членови во пензиското осигурување. Имаме студенти кои во текот на својот студии започнуваат работа, па и после студирањето се вработуваат и за нив исто така е потребна информација како што повеќе информации за пензиското осигурување. Имаме детектирано целна група како што се така наречени фриленсери или номади кои се луѓе кои работат на проекти, кои исто така им треба одредена информација за пензиското осигурување. И секако тука се вработените од секаква возраст и сега имаме идентификирано различен пристап. Во однос на ваквите информации, некој сака информацијата да добие непосредно, во непосреден контакт со агенцијата или со пензиските друштва, па тука им се објаснуваат податоците, како се
како растат средствата и од првиот столб, како и од вториот столб, така и од третиот столб. Некој не сака непосреден контакт, па ги имаме зелениот плик кој еднаш годишно го доставуваат пензиските друштва до членовите за состојбата на нивните сметки, на индивидуалните сметки на членовите, колку тие средства се оплодуваат, како се дали месечно им стигаат износите од работодавачите. Така што одредени лица па воопшто не сакаат контакт, па имаме пристап на интернет страни, ги користиме социјалните мрежи за да им се приближи до јавноста информациите за пензиското осигурување. Така ги користиме Facebook, Instagram, како и YouTube, како социјални медиуми. Постојат секако заблуди, но гледаме истите да ги одговориме како што ќе бидат корисни за јавноста. Секако постојат заблуди, сметаат дека одреден дека штом се вработи некој смета дека треба да земе пензија. Но при тоа нема предвид како се договорил со работодавачот, како на кој износ, дали работодавачот ги уплаќа договорените придонеси со кој се договорил, дали платата по која е договорен се уплаќа во пензиското осигурување, дали му тече стажот, дали се евидентирани сите години или договорен само на минимална плата, а при тоа очекува да има висока пензија. Посебно за пензиите од првиот столб. Имаме каде што моментално пензиите се исплаќаат врз основа на генерацијска солидарност. Не може да сметаме дека тој тренд и ќе продолжи како континуитет, бидејќи мора постојано да се анализира и да се гледа каква е состојбата на вработените и демографската структура, колкави износите на придонеси кои се уплаќаат. Потоа постојат определени заблуди. Млад сум, нема што да размислувам ја за пензија, рано ми е. Од тој аспект треба исто така да се има предвид дека за пензиско осигурување треба да се размислува уште од првото вработување. Така граѓанинот значи може да претрпи и штета доколку е незаинтересиран. Апсолутно. На пензиско ако не ги следи, ако не се информира и не ги навреме да ги детектира, бидејќи системот е така концепиран, ризиците целосно се намалат, но се разбира дека се работи за сложен систем. Од работодавачот кој ќе ги уплати неговата плата и придонеси, поминува низ агенцијата за вработување, поминува низ управата за јавни приходи, поминува низ дата базата на фондот на пензиско осигурување, фондот за пензиско инвалидско осигурување, па достига и во агенцијата за супервизија на осигурување. Во секој од овие бази постои одреден ризик да се направи техничка или ненамерна грешка. Затоа ги тераме и лицата постојано да си ја следат пензиските и од прв столб да следи стажот како се евидентира, така што и од вториот столб да гледа дали секоја уплата месечна се уплаќа во пензиското друштво. Бидејќи овие средства се на индивидуална сметка на секој член и тие се сметка како секоја, дури би рекол и како банкарска сметка. Тие се лични средства на членот и тие средства се наследни. Во случај на несреќен случај или ненајдена смрт, тие средства се наследуваат и тие средства се одговорност на самиот член. Има и одредени прашања кај јавноста во поглед на средствата кои стојат во вториот и во третиот столб. Дали тие во некој момент може да се ги искористат тие средства пред или после пензија? Да. Има два различни се моделите и од втор и од трет столб. За членовите од втор столб, што се членови истовремено на прв столб, мора да се исполнат одредени услови за да се подигнат средствата. Тоа се истите услови како што се и од првиот столб. Тоа значи дека условите за старосна пензија се на 62 години возраст за жени и 64 годишна возраст за мажи и минимум 15 години работен стаж.
Со тоа значи дека од првиот и вториот столб членовите што ќе се членови на вториот ќе земаат пензија и од првиот и од вториот столб во моментот кога ќе ги исполнат условите за пензија. Тоа значи дека што се случува во моментот кога нема да ги исполни 15 години работен стаж. Тоа значи дека од првиот столб нема да има пензија, но средствата од вториот столб, кои се на неговата индивидуална сметка, ќе може еднократно да ги подигне. Но тоа не е пензија. Тоа е средства кои он во текот на периодот од 15, во периодот додека бил вработен, се оплодувале, ги уплатил и Си ги штедел, и пензиските друштва му ги оплоделе средствата и тие ќе може на 65 годишна возраст да ги подигне. Состојбата кај доброволното е малку различна. Со тоа што во доброволното може 10 години порано да се подигнат средствата од доброволното пензиско осигурување, односно 52, 54 и тука имаме поголема лепеза на начини на исплата од доброволното. Тука може и еднократно да се подигне на 52 за жени, 54. Но идејата за пензиското осигурување е еден член или наш граѓанин да има пензија од трите столба, која ќе оди во пензија да може тие средства да ги користи за моментот кога веќе не ќе може да работи. Идејата е на пензиското осигурување лицата што ќе ги искористат овие три столба во моментот кога ќе одат во пензија и кога нема да работат да ги користат за благодетите во трето доба, така наречено. Да, има уште едно прашање кое можеби е непознаница, можеби е заблуда, можеби е навистина прашање тоа дека бидејќи се уште немаме исплата од вториот столб на пензии, како што кажа тоа и од Министерството и како што објаснуваат експертите, пикот на тие исплати ќе дојде некаде 2030 година, кога ќе почнат да се исплаќаат и тогаш според проценките ќе падне товарот и во првиот столб, тогаш би требало и финансиски да се стабилизира и првиот столб, нели? Но како што кажав, постојат некои прашања кај дел од јавноста кои велат дека не се знае како од вториот столб се пресметува пензијата или основицата за пензија која подоцна ќе биде исплаќена, или дека таа пресметка е различна од таа која се прави во првиот столб. Точно ли е тоа? Да, сосема точно, бидејќи се работи за различни модели на пензиско осигурување. Кај првиот столб имаме состојба на генерацијска солидарност, така и се наведува првиот столб како Pay as you go, значи врз основа на дефинирани пензии. Што значи тоа? Од првиот столб вие однапред знаете колкава ќе ви биде пензијата врз основа на просекот на вашите плати во изминатиот период и годините на стаж. Заменските стапки во фондот на ПИОМ се така сетирани што да ги има предвид сите ваши плати до периодот на пензионирање. Врз основа на тој просек и одредени критериуми кои ги прави фондот на ПИОМ, вие ја добивате таа пензија од првиот столб. За разлика од првиот столб, вториот и третиот се капитално финансирано пензиско осигурување, или тоа значи дека се врз основа на дефинирани придонеси. Значи, од вашиот придонес колку одвојувате, толку и колку поголем износ одвојувате, како во текот на работењето ви се зголемува платата, толку и вие партиципирате во вториот столб, односно и третиот столб, различно. Во вториот, се да збориме за вториот столб, колку повеќе партиципирате и колку порано се вработите, за да има одреден период на уплати на придонеси. И при тоа пензиските друштва и пензиските фондови да ги оплодат тие средства до 62, зависи врз основа на уплатата на придонес и врз основа на приносот што ќе го остварат пензиските друштва. Затоа е сосема различно во однос на првиот столб. Кај вториот столб не може да кажеме колкав износ ќе земете. Може да биде и многу поголем од оно што првиот столб, ако вие имате редовни уплати, сте се вработиле многу порано и имате редовни уплати и во текот на вработувањето вие сте се надградувале и вашата плата ви растела како
се развивате и ги поминувате скалилата во напредок и Така во имате и образование. поголеми уплати. Штом имате поголеми уплати, толку и тие средства на вашата индивидуална сметка. И тие се индивидуални. Огромната разлика е што вие во вториот столб имате индивидуална сметка. И тие пари се ваши средства, кои во случај на несреќа, за нас секој може да не се случи, тие пари се наследни за наследниците ваши. Шо, за разлика од првиот столб, тоа не е така, не е случај, тоа е врз основа на генерацијска солидарност и така ќе продолжи. Првиот столб ќе се продолжи. Убаво е што во нашата држава имаме комбинација на пензиски систем. Може би сложен за јавноста, но преку ваквите контакти секој може да се запознае со начинот на функционирање на пензискиот систем во нашата држава. Да. Треба да спомнеме дека вчера беше 15 септември, тоа е ден на пензиска писменост. Да. Од кога треба да почне, по повод тоа да прашаме пензиската писменост за граѓаните? Па, вака, ние овој 15 септември кој го преземавме, кој на меѓународно ниво се одбележува како ден за пензиска свесност, е активност која секоја година со различни концепти го организираме. Во главном фокусот, како што ви кажав, целните групи ни се младото население, но и возрастните. Така што оваа година фокусот покрај тоа што е 15 септември, активности опфаќаме и ја опфативме и предходната недела, и еве и оваа, кога посетивме средни училишта во државата, каде што им ги посочивме правата и обврските што ќе произлезат во моментот кога ќе бидат вработени. Финансиска писменост за јавноста треба да започне уште од, како да кажам, од основно образование, ама финансиска писменост. Значи, запознавање со основните поими, што е пари, што е денар, што е штедење. Кај пензиското образование веќе треба да ги опфатиме младите кои опфаќаат средно и факултет, за да со време бидат запознаени кој се грижи за нивната пензиско осигурување и како они можат да придонесат за планирање на своето пензиско осигурување за да имаат повеќе средства во иднината. Така што овие активности покрај 15 септември агенцијата спроведува неколку дополнителни, углавном гледаме секој квартал да имаме да бидеме достапни во јавноста. Така што имаме глобална недела на парите кој се одвива во месец март, потоа ова друштвата со пензиските друштва спроведуваме активност за исто така за пензиско образование. Ние го спроведуваме овој ден за пензиска свесност кој опфаќа 2 недели околу 15 септември и имаме финансиска писменост каде што го спроведуваме заедно со останатите финансиски супервизори, Народната банка, Комисијата за хартија од вредност и Агенцијата за супервизија на осигурување и Министерството за финансии, каде што ги спроведуваме повеќе активности, секој во својата област, за да ги запознаеме јавноста и за финансиските производи, посебно ние за пензиското осигурување. Да, и во ред, еве за крај да ве прашам, што мислите вие, каква е визијата за македонскиот пензиски систем? Како тој би требало да изгледа во иднина? Во однос на пензискиот систем, она што веќе треба да се едноставно визијата за пензискиот систем е дека има неколку аспекти. Она што и претходно стручната јавност, политичката консензус и академската заедница, како и ги кажав и меѓународниот фактор, согледале дека во минатото од еден пензиски столб треба да се формираме во тростолбен систем, така што пензиското осигурување е еден динамична структура која треба постојано да се надоградува и да се подобрува.
Во однос на визијата, она што би го очекувал, јас лично, а веројатно и во име на агенцијата, е да има долгорочна финансиска стабилност како на првиот столб. Односно да нема дотации од буџетот, односно да едноставно да си функционира врз основа на приходите и обврските како систем. Она што би ме радувало да биде самоодржлив. Да биде самоодржлив. Потоа, во вториот и третиот столб, дополнителен развој на пензиското осигурување, посебно за капитално финансирано пензиско осигурување. Бидејќи не може да кажеме дека веќе формиравме тростолбен и не треба ништо да направиме. Има многу идеи кои можеме да ги имплементираме. Моментално работиме во вториот и третиот столб со систем на мултифондови. Што тоа значи? Дека за секој член, врз основа на неговата возраст, различно портфолио, бидејќи различна возраст, различно прифаќа ризик за инвестирање на неговите средства. Така што идејата е да имаме да формираме мултифондови во однос на вториот и третиот столб. Тоа значи дека помладите ќе имаат поризично портфолио, некој негде до 45 годишна возраст, за лицата од 45 до 55 некој балансирано портфолио, каде што ќе има и фиксен и варијабилен приход во финансиски инструменти, и над 55 би било портфолио за лица кои би со помалку ризичен капитал. Значи, постои исто така можности за развој на вториот и на третиот пензиски столб од овој аспект, кој веќе работиме со Министерството за социјална политика, демографија и млади. Потоа би очекувал пензиски систем кој ќе продолжи се грижи за социјалната правда. Едноставно ќе ги има предвид луѓето кои нема да ги исполнат условите за пензија, дека би имал некој флексибилно пензионирање за лица кои се пред периодот на пензионирање, или па да се овозможи лица кои се работоспособни да можат и понатаму да работат после исполнување на условите. Така што би се балансирало одредена социјална карактеристика. Она што би очекувал и понатаму, пензискиот систем да биде што подигитализиран и потранспарентен. Уште повеќе. Иако сметам дека сме на високо ниво на дигитализација, сметам дека може целосно да се дигитализираат базите на податоци. Односно да имаме иста база, Агенцијата за вработување, Управата за јавни приходи, Фондот за здравство, Фондот на ПИОМ и нашата агенција, каде што тие податоци би ги разменували, би ги вкрстували во реално време. Така што тоа би поттикнало и поголема транспарентност лицата што повеќе да се информираат и да се едноставно да се јакне довербата помеѓу јавноста и институциите кои работат во системот. И секако, пензиски систем сметам да продолжи со финансиска едукација, финансиска писменост, посебно за пензиското осигурување и пензиското од аспект на пензиско информирање, пензиско образование и пензиска свесност кај јавноста и кај граѓаните. Се со цел за подигање на свеста на јавноста. Да. Добро, Дарко Саздов од МАПАС, ви благодарам за ова гостување. Мислам дека разјаснивме доста работи за гледачите, малку појасно им стана и подобро го оседлуваат начинот на функционирање на пензискиот систем. Ви благодарам. Ви благодарам многу за можност. Со ова го завршуваме и овој дел, почитувани. Одиме повторно се на куса пауза, па продолжуваме со Драгана Велковска од Зелен Хуман град на тема екологија.